За недела или две ќе се потпише финансискиот договор за изградба на новата клиничка болница во Штип, најави денес министерот за здравство Азир Алиу при посетата на Кочанската болница. Знаете дека G2G програмата веќе е на крај. Јас имав неколку состаноци и со владата во Велика Британија, но исто така и со финансиските институции. Ценам дека веќе од наша страна све завршено. Ценам дека за недела две Министерство за финансии ќе излезе со информација на некоја од следните седници на влада, за да може да се потпише договорот помеѓу нас и финансиската институција. Како и да е, проектите ни се од витално значење. Штип, Кичево и Тетово во пакет С, значи тоа знаете, имав и пресконференција за тоа, 205 милиони евра се во прашање. Таму влегува и инфраструктура и технологии кои што ќе бидат наменети за тие три града. Речи се една година откако се случи трагедијата. Министерот за здравство Азир Алиу вели дека министерството се уште работи за повредените од пожарот во Пулс да бидат ослободени од партиципација. Во пожарот на Кобната ноќ близу 200 лица беа повредени, од кои најголем дел беа млади луѓе. Разговараме со работната група да најдеме начин како тоа да влезе во некоја од програмите кои што ги имаме постоечки, бидејќи тоа не е едно од ветувањата и лично моја и на владата, за да може да се реши тој проблем. Таа партиципација, колку и да е мала, треба да се отстрани се со цел да може таа комуникација помеѓу институциите и семејствата или граѓаните кои што имаат некаков тип на барање на третман да може да не плаќаат партиципација. Министерот за здравство Азир Алиу заедно со градоначалникот на општина Кочани Владко Грозданов денес ја посетија општата болница со проширена дејност во Кочани на 7 дена пред годишнината од трагедијата во Пулс. Тие направија увид во состојбата и најавија конкретни чекори за уредување на просторот околу здравствената установа и санација на асфалтните површини. Според министерот Алиу станува збор за активности кои треба да го подобрат пристапот до болницата и условите за пациентите и медицинскиот персонал.